Две книги посветени на развојниот пат на библиотекарската дејност на Битолската, Штипската и Охридската библиотека и важни настани денеска беа промовирани пред битолската јавност од страна на авторот и соработниците. Од почетокот до 75-та година е првата книга, од 76-та до 2002 е втората книга и ќе следи трета книга до 2016, односно до крајот. Многу битен настан, научно-истражувачки настан, кој што траеше 2 години, финансиран од Министерството за култура. Ваков проект е прв во постоењето од 68 години на Библиотекарското здружение на Македонија. Се работеле стручни работи, прерачници и така натаму, меѓутоа вакво големо дело, за значајно за библиотекарството, за развојот на библиотекарството во Македонија, прв пат се зафативме со тој дел. Со помош на Анета, која беше и раководител на проектот, се излобира до Министерството, го прифатија, го финансираат и продолжива со третата книга. Натаму веќе ние планираме да ја офатиме сите библиотеки во Македонија и ќе биде тоа некаде околу 10-томно издание. И во време кога некој се обидува да не прикаже како фантом народ, ваквите дела ни го потврдуваат вековното постоење, истакна меѓу другото првиот човек на завод и музеј. Многу значајни за нашата историја, идентитетот на македонскиот народ. Тука низ овие две дела се гледа како се развивала целата библиотекарство и писменост во нашиот регион и е уште еден доказ за нашето вековно постоење на овие простори. Битолскиот универзитет горд на промоцијата на библиотечната дејност. Мислам дека многу од работите кои што се запишани, доколку не беше така, ќе беат заборавени во текот на времето. Библиотекарството е една благородна професија која што ги бележи едни од суштинските елементи на секоја цивилизација, а тоа се библиотеките. Од стариот век па до денес. Ќе кажеме дека и во денешни услови, кога имаме исклучително развиена информатичко-комуникацијска технологија, библиотеките не губат од своето значење. Овој проект на хронологијата на значајни обележи од развојот на библиотекарството во Македонија е поддржан и финансиран од Министерството за култура.